Почитуван директор на Македонската берза Иван Штериев, почитуван гувернер на Народната банка Трајко Славески, почитувана председателка на Комисијата за хартија од вредност Бујара Абази, почитувани дами и господа, драги колеги. Голема чест и искрено задоволство е да бидам денес овде во име на Министерството за финансии во моје лично име и да ви се обратам на сите вас на оваа значајна конференција. Се радувам што гледам толку многу гости и учесници од земјава и од странство, представници од институциите, експерти, компании и организации, како и сите кои го движат пазарот на капитал напред. Посебна благодарност упатувам и до домакините, Македонската берза, која повеќе од 2 децении успева да ја одржи оваа конференција како традиција и како препознатливо место за размена на идеи. Оваа конференција, како што знаете, не е само годишен настан. Таа е можност да видиме каде сме, каде одиме и што треба да направиме за да бидеме подобри. Тоа е простор каде се спојуваат новите знаења со искуството, каде домашните компании се среќаваат со меѓународните партнери и каде се раѓаат идеи кои подоцна се претвараат во реални проекти. Пазарот на капитал е нешто повеќе од бројки и графици. Тој е еден вид мотор на економијата, извор на енергија за компаниите што сакаат да растат, да иновираат и да отвараат нови работни места. И токму затоа нашата заложба како Министерство за финансии е секогаш насочена кон тоа да создадеме услови тој мотор да работи посилно и постабилно. Во август направивме важен чекор. Министерството за финансии заедно со уште 7 земји од Централна и Југоисточна Европа, Бугарија, Хрватска, Унгарија, Полска, Романија, Словачка и Словенија, потпишавме меморандум за соработка. Со овој чекор ја покажавме нашата решеност да не останеме изолирани, туку да бидеме дел од една поширока регионална мрежа. Согласно овој меморандум, земјите потписнички ќе работат на усогласување на регулаторното опкружување, вклучувајќи ги постапките за издавање лиценци и условите за обелоденување информации со цел намалување на бариерите за проток на капитал меѓу државите потписнички. Исто така, земјите потписнички ќе се консултираат меѓусебно за предложените регулативи и иницијативи на Европската Унија, кои може да влијаат на нивните пазари на капитал. Земјите потписнички на меморандумот за соработка ќе се обидат да координираат заеднички регионален пристап во разговорите со европските институции. Зошто е ова значајно? Нашиот пазар, иако стабилен, е релативно мал. Често недостасува ликвидност, а тоа е клучен фактор кога компаниите бараат долгорочни средства. Особено за малите и средни предпријатија, тие што секојдневно го носат товарот на економијата, создаваат најмногу работни места и се најголемиот извор на иновации. Со поврзувањето на пазарите им даваме шанса на овие компании полесно да дојдат до капитал, да ја зголемат конкурентноста и да најдат партнери надвор од границите на земјата. На тој начин ние не само што го јакнеме пазарот на капитал, туку ја поттикнуваме економијата да расте побрзо и поодржливо. Потпишувањето на овој меморандум за соработка се очекува уште повеќе да ја зголеми вредноста и обемот на тргување на берзите и да ја зголеми можноста на домашните компании за обезбедување на дополнителен капитал за нивното работење. Оваа можност ќе представува дополнителен поттик за развојот на домашните компании, а со тоа и развој на домашната економија. Верувам дека со новата регионална соработка преку потпишување на овој меморандум ќе се обезбеди поголема дисперзија за тргување, односно ќе успееме да го зголемиме и обемот и квалитетот на тргувањето, што ќе значи нова енергија за домашните компании и нов поттик за економијата во целина. Паралелно се работи на регулаторната рамка. Свесни сме дека ниту една промена не може да се спроведе без јасни и предвидливи правила. Затоа во септември беа усвоени измените на 2 клучни закони во оваа област, Законот за финансиски инструменти и Законот за проспект и транспарентност на издавачите. Со овие измени ја пролонгираме нивната целосна примена за 1 година. Зошто? Затоа што сакаме институциите и сите учесници да имаат доволно време да се подготват за кога реформата ќе стартува, таа да биде спроведена квалитетно и без потреси. Сакаме системот да биде стабилен, доверлив и да работи во интерес на сите. Во меѓувреме, веќе е формирана работна група од представници на Министерството и другите засегнати институции, која ќе работи на дополнителни измени и усогласувања.
Целта е јасна, да создадеме современ, транспарентен и конкурентен пазар, кој ќе ги следи европските стандарди, но и ќе одговара на потребите на домашната економија. Воедно целта е да покажеме и дека Министерството за финансии е партнер и поддржувач на целокупната оваа работа. Дами и господа, оваа конференција не е само формалност, туку и место каде можеме да размислиме за иднината. Иднината на пазарот на капитал, иднината на нашите компании, иднината на економијата. Мојата порека денес е едноставна. Да ги искористиме овие можности кои се отвараат пред нас, да се поврземе повеќе, да си веруваме повеќе и да бидеме посмели во нашите чекори. Охрид е прекрасен град со древна историја и со вечна инспирација. Верувам дека токму овде ќе се родат нови идеи, нови пријателства и нови партнерства кои ќе го движат регионот напред. Ви посакувам успешна работа и многу продуктивни средби. Нека оваа 24-та конференција на Македонската берза биде уште еден поттик за нови успеси на компаниите, на пазарот и на целата економија. Ви благодарам.